Како што знаете, денеска на наше задоволство и задоволство на граѓаните на ова населено место во село Давине, пред 2 недели го отворивме во село Добрејци, првиот клуб Сдружение на граѓани и пензионери, преку Сдруженијето на доктор Тома Фиданчев. Еви вечера сме овде и самите гледате, го отвараме вториот клуб о Сдружение на граѓани и на пензионери од ова населено место. Дали тоа значи дека ќе продолжите со отварањето на ваквите клубови и зошто токму се одлучивте за клубови за пензионери? Па јас како пратеник во Собранието на Република Македонија, во непосредни контакти со повеќе населени места, самите граѓани го изразија тоа дека имаат еден недостаток, им фалат такви клубови за дружење, за да го поминуваат своето слободно време, и јас одлучив како пратеник тој да го овозможил. Значи сега го отвараме вториот, а сега за неколку дена ќе биде и третиот клуб, значи во друго населено место на општина Струмица. Морам да кажам дека и овој клуб е опремен со сите спортски реквизити, од табли, шахови, карти, домина, и нема да застанеме тука, значи продолжуваме и понатаму. Исто сакам да кажам дека преку овие клубови во зимскиот период планирам преку Сдруженијето доктор Тома Фиданчев во овие клубови да бидат посетени од наши познати лекари, каде што овде на населението би вршил бесплатно мерење на шекер и мерење на крвен притисок, а и едукација од медицината за подобрување на здравствениот живот. Така, дали тоа значи дека скоро во сите населени места кои што ги имаме во општина Струмица ќе може да се отворат вакви клубови за пензионери? Или имате сепак некоја подредена програма каде има повеќе пензионери, таму ќе отварате? Па најмногу зависи од каде бев повикан, од кој населени места. Значи разговаравме со луѓето од населените места и јас и обеќе во колку и другите се имаат потреба од тоа, јас сум на располагање, можат да ме најдат и да го поминеме исто кај нив, да го реализираме тоа. Така. Каква е улогата на Сдруженијето доктор Тома Фиданчев во цела ова акција? Па преку Сдруженијето на доктор Тома Фиданчев, значи го отвараме ова како дел, како Сдружение на граѓани и на пензионери. Тоа значи дека финансиските средства доаѓаат од докторот фондацијата доктор Тома Фиданчев или вие како пратеник за тоа сте задолжен? Не, ја како пратеник, значи хуманитарно тоа го финансирам заедно со Сдруженијето доктор Тома Фиданчев. А клубовите само го носат името на доктор Тома Фиданчев? Да, така, го користиме само името на доктор Тома Фиданчев. Зошто се одлучивте токму за тоа име? Има некоја посебна улога? Кој бил доктор Тома Фиданчев? Па доктор Тома Фиданчев е првиот градоначалник на општина Струмица. Тој бил познат лекар, гинеколог и нешто се сврзува исто и со градоначалничките сега избори кога наидуваат во март и затоа го се одлучивме на тоа сдружение.